Моето патешествие низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, распослан помеѓу горното сливно подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, тие што незина рамка ја прават планинските масиви Бистра и Стогово од запад, Бушева планина, Баба Сач, Бабењ и Плакенска планина на исток, чие дно на котлината е на надморска височина од 680 метри, каде што незината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атиште на 570 метри, каде што оваа котлина преку Бродската клисура на исток се поврзува со Порече, а на југозапад преку планинскиот превој Пресека со Дебарца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина, со вкупна површина од 1059 квадратни километри, каде што ниската планина Вардино овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломе на исток, чиј геолошки состав е доста сложен и представен со палеозојски шкрилци и со плиоценските и квартните седименти по дното на котлината. Овој пат решив да прошетам низ оваа историска географска област, низ историјата позната како Кичевија, која опфаќа дел од Полошкиот регион, се до планината Буковиќ, регионот Мијачија, се до Бистра планина, дел од Дебарскиот и Долно-Димкровскиот регион, се до планинскиот масив Стогово, на регионот Дебарца се до планината Голак, Беличко-пространскиот планински масив, регионот Демихисар се до извориштето на река Црна и планинските масиви Љубен и Стрмол, Крушевскиот регион до планинскиот масив Венец, Прилепскиот регион се до Бушева планина, регионот Порече се до планинските масиви Песјак, Челопица и Добравода и Кичевскиот регион, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија за кичевските села и селото Подвис во еден документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ Кичевија". Новиот документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ Кичевија" го започнуваме од едно од 84 села распослани низ Кичевијата, селото Подвис, село во кое пред 75 години, поточно речено на 23 септември 1943 година, започна со работа првото училиште, каде што за прв пат во поновата историја на македонскиот народ, учениците од ова село наставата ја слушаа на македонски мајчин јазик, кога учителот Васил Користевски, роден во селото Подвис, го одржал првиот час на македонски мајчин јазик, а ученици кои за прв пат ја слушале наставата на својот мајчин јазик, македонскиот,
биле 23 деца во тоа време родени од генерацијата од 1932, 33 и 1934 година, чиј прв список што го направил на првиот час учителот Васил Користевски, со најголема почит ќе ви го прочитам. Учениците биле Милица Андоновска, Велимир Андоновски, Ѓурѓа Божиновска, Стамболе Божиновски, Радка Велјановска, Менка Гавриловска, Драган Гавриловски, Олгица Дамјановска, Лазар Дамјановски, Менка Димитриовска, Крстана Титановска, Борка Лазарецка, Левко Лазарецки, Лазар Наумовски, Благоја Павлевски, Витомир Поповски, Милорад Поповски, Благица Ристеска, Методија Србиновски, Драгица Томеска, Јован Томески и Иван Филиповски, со работен наслов Село Подвиз некогаш и денес. Овој пат решив да прошетам низ Кичевското село Подвиз, да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото и денешното наше современие. Вообичаено, кога ги посетувам заборавените македонски села, секогаш си имам мои домајкини водичи и овој пат мои домајкини водичи низ Кичевското село Подвиз ми беа Миле и Наде Молеровиќ заедно со нивните соселани. Со моите домајкини Миле и Наде Молеровиќ, откако ги завршивме предпоидовните подготовки од Скопје до селото Подвиз, тргнавме рано, мощно рано во зорите што се вели, поменувајќи ја нашата речиси 120 на километарска патна делница, Скопје, Тетово, Гостивар, планински превој Стража, Кичево, Охрид, за да стасаме, како што вели народот, во утринските сати во ова село и по речиси неполни 2 часа патување стасавме в село. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен, небото кристално чисто, сонцето што току беше изгрејано над копачијата, а многовековното село Подвиз раскошно блескотеше под зраците на Кичевското сонце, зацкриено помеѓу многолетната дабова шума. Многу ви благодарам, господин Зоран Костевски, што ни дадовте можност, што дојдовте во нашето село. Навистина, јас од срце ви благодарам и можам да ве наречам дека вие сте чуварот на меморијата на селата, на луѓето кои што живееле некогаш, сега, и она што значи чување на една традиција, на негување на една мисла дека селата, местата од каде што сите потекнува, не мора да се села, од местата од каде што ние потекнуваме, мора да градиме еден култ на почит, не само за денешното време, туку и времето, минатото во кој што некога живееле. Како што ги одминувавме првите 100 метри од 2-3 километарскиот планински асфалтиран пат, кој кривулесто се избиваше нагоре низ дабовата шума кон селото Подвиз, моите домајчини Миле и Наде Молеровиќ ми напомнаа дека во вистинска смисла на зборот, нивното село Подвиз од памтивека неколку пати било селено од горното мало во долното мало и обратно, а денеска во вистинска смисла на зборот, селото Подвиз живее во долното мало. Не можев да се изнасладам на гледката што ја видов од раскошната колоритна убавина која природата ја искајала и му ја подарила на овој крај, надополнета со современото урбано живеење. Погледнете и уживајте.
По кракиот престој, така да речам, во денешното село Подвис, нашиот пат кон старото село Подвис го продолживме со теренско возило, затоа што одовде, од Долното Мало, од така да речам новата урбана населба на селото Подвис, до старото село Подвис води 3 километарски планински земен пат, кој пат джипот од марката Мерцедес неуморно ги совладуваше планинските угорници и кривини под вештите раце на господинот Горан Димовски од селото Видрани. И по речиси 30 минути искачување по угорницата, стасавме во Горното Мало, во старото село Подвис. Не може да се изначудам на гледката што ја видов на ова некогашно живо село. Погледнете и уверете се сами. Не можев да си поверувам себе си дека во ова село одамна згаснал животот. Мештаните одамна си заминале. Одамна ја нема селската идила. Ги нема некогашните градби со селска архитектура. Тоа што остана од неа, денеска се зацкриени помеѓу израснатите трења и капини, каде што младите дабови фиданки се уште се обидуваат да ги заштитат од замот на времето. Ете само ова остана од нашето старо село Подвис, Зоране, ми велеше Наде Молерович. Пред неколку години само една селска градба се уште му одолеваше на замот на времето. Тоа е училишната зграда и нашата црква Свети Атанасие беше пред руинирање. Ете како што гледаш, нашата црква ја возновуваме, додека училишната зграда за жал пропаѓа, оставена е сама на себе си, а како што гледаш, тоа што остана од неа, денеска е заскриено помеѓу израснатите трењи и капини. Зоране, ми рече Наде Милоевич, пред да ти ја раскажеме приказната за оваа некогашна училишна зграда, имам еден предлог. Најпрво да те запознам со моите соселани, кои сите се собрани во црковниот двор на нашата црква Свети Атанасие, и оттаму сите ние ќе ти раскажеме многу приказни за моето родно село Подвис. Предлогот со задоволство го припатив. Откако со насобраните селани во црковниот двор на црквата Свети Атанасие си рековме здраво-живо, Зоране, ми рече Љупчо Дамјановски, предлагам да прошетаме ни селово, заедно со нас да видиш што остана од селово, да се обидеме да го најдеме сред селото, а оттаму да прошетаме низ некогашните селски пациња и сокачиња, а попатно ќе ти ги раскажеме сите приказни за историското минато на моево село. Како што се движевме ни селото, како што се обидувавме да го пронајдеме сред селото, а оттаму и селските сокачиња и пациња, така како на филмска лента се редеа приказните од моите домајкини, потомците на некогашните жители на старото село Подвис. Како што се движевме ни селото, како што се обидувавме да го пронајдеме сред селото, а оттаму и селските сокачиња и пациња, и како што на филмска лента се редеа приказните од моите домајчини, потомците на некогашните жители на старото село Подвис, од зараснатите трења и капини, покријана од младите дабови и фиданки, забележав една на прв поглед се уште здрава селска градба. Ги прашав, ова ли е таа училишна зграда, каде што во далечната 1943 година на 23 септември за првпат во публичката историја на македонскиот народ, каде што учителот Васко Ристевски заедно со 23 ученици од ова село го започна првиот час на македонски мајчин јазик. Да,
таа е, ми одговорија. Почитувани мои, додека се движевме кон ова некогашна училишка зграда, се присетив на моите сознанија за историјата на селото Подвис, кои ги имам истражувано во изминативе неколку години. Предлагам дел од нив да ви пренесам во продолжение на овој документарен запис. Првпат селото Подвис, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонските властелини кралот Димитрија Волкашин од 1365 година и кралот Марко од 1371 година за Кичевскиот манастир Света Пречиста. Првите пишани податоци за селото Подвис се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1611-1612 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Подвис со 47 џезие ханета, односно домањчиства. Подвис е запишано во пописниот дефтер од 1683 година заедно со жителите на селото Видрани кои припаѓале на Кичевската нахија. Дека селото Подвис на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Горчев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Подвис на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот научен документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополог и географ доктор Јован Трифоновски, во селските населби во Кичевската котлина, издадена во Белград во 1959 година, за селото Подвис го забележал следното. Селото се наоѓа десно од реката Треска, спрема западните падини на Плакенска планина. Соседни села на Подвис се Видрани, Пополчани, Другово и Лавчани. Селото е од збиен тип, има две мала, горно и долно мало. Во горното мало има 13 куќи, а во долното мало 23 куќи, вкупно 33 домајќинства. Денешното село Подвис потекнува од крајот на 19 век. Го формирале двајчета браќа Каракаш и Ристо, кои во ова село се доселиле од некогашното село Закамен, Долно Дриколско во Албанија. Најстар семеен род е родот на Каракашовци, кои живеат во 22 куќи, тие го слават Свети Атанасие, а се наоѓаат во Долното Мало, се населиле во најубавиот дел на селото и го имаат најплодното земјиште. Семејниот род на Трповци, кои живеат во 7 куќи, и семејниот род на Бојковци, кои живеат во 6 куќи, имаат иста семејна лоза. Имаат иста семејна лоза од двајца браќа. Нивната слава е голема Богородица, а се доселени од селото Клепа, Голо брдо од Албанија. Во
подалечното минато, селаните од селото Подвис учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманско владение и за самостојна Македонија. Исто така, селаните на селото Подвис не ги избегнуваат воените действија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Почитувани мои, приказната за училишната зграда, која се уште и одолева на забод на времето, каде што во далечната 1943 година, на 23 септември, за прв пат во публичката историја на македонскиот народ, каде што учителот Васил Користевски, заедно со 23 ученици од ова село, го започна првиот час на македонски мајчин јазик, ке знаете. Во продолжение на ова репортажа, преку аудио и визуелната документација, што на продукцијата Маријово филм и ја позајми господинот Владо Дамјановски од селото Подвис. Татко ми Васил Користевски, роден 1907 година, уште младите години заминува во Скопје и тамо отпрво учи и работи кај часовничар, а потоа ја напушта работа, оди работи во млекарска работилница, па потоа оди како портир во хотел Бристол, кој постои тога во Скопје. После некои години пак доаѓа во селото, а во 1940 година прифаќа да биде воденичар во оваа воденица. Селскиот народно-ослободителен одбор во нашево село решил да почне со работа училиштето во село Подвис. Мојот татко дојде на вечер, што бил свикан на собрание селско, и ми рече дека од утре ќе водиш на школа. И ние другата ден, уште во 7 сатот, радосни се собравме пред школото и се прашуваме сега кој ќе биде, кој е учителот што ќе не учи понатака. Меѓутоа одма после нас дојде и Чичко Василко Ристевски. Не виде тука, не праша како сте и ни рече ајде сега деца влагајте во училница да почнеме со учење. Ние тоа го направивме, влеговме внатре. Чичко Василко направи распоред кој со кого да седи. Бевме собрани сите оделенија. Јас седе со Драган, со Благоја, со Милорад, петина бевме бој на клупа. И кога ни кажа Василко дека тој ќе ни биде учител, нас може ни беше не на некој чудно, но и доста радосни бевме, затоа што ни рече дека тој ќе ни биде учител. И уште од почетокот, со зборот драги деца, од денеска натака ќе учиме на свој мајчин јазик. Уште одма Чичко Василко издај еден тефтер на книга, поголема така, и почна да прави список на тие ученици. Си спомнувам дека тога запиша барем 23 ученици. И ни кажа дека ќе учиме без книги, али од утре ќе земете од она што е најпотребно. Тоа беа табличките. Знам дека бевме многу возбудени и радосни кога заминавме од училиштето, кога ни завршија часовите дома и пред нашите родители им раскажувавме што сме научили во ова училиште. Учевне песнички, учевне слова, букви усваи, учевне и за математика и други работи све дома. Не пречака со голема радост нашите родители и толку им беше ќеф
што сме почнале да учиме прв пат, да учат нивните деца прв пат по македонски јазик. Најголема радост ми беше го одбра најдобриот човек во Подвис, кој беше способен и како воденичар, и како политичар, и како учител. Ова училище постоело и од порано. Ние учевме на српски јазик до 41 година, до почетокот на војната. Потоа дојде Василко Ристевски како учител и почнавме, ние бевме првите ученици кои почнавме да учиме на македонски мајчин јазик и почна Василко нормално да не запишува по име и презиме и кога дојде рече сега ти си Дамјановски, а не Дамјановиќ, така да беше воскитот беше многу голем затоа што учиме на македонски мајчин јазик. Од излагањето на учителот Василко Ристевски, од сега ќе се поздравуваме на македонски добро утро и добар ден, а неговото доваѓање во училницата беше неговиот поздрав кон нас смрт на фашизмот, а ние како ученици, оно што се викат хорски едногласно, го отпоздравувавме со слобода на народот. Се отидовме дома, почнавме да бараме некои, да ја кажам, средства, таблици за пишување што останале од постарите наши браќа или сестри што учеле, некои книги кај имат, некои оловки, а тешко и тие работи се наоѓа. Еве ја еден пример ќе кажам, со овие таблици учевме и на ними пишувавме све што ќе ни каже учителот. Пишувавме словата, прво буквите пишувавме, речам, па од другата страна, од оваа страна има тесни и широки линии кај што пишувавме буквите. Од другата страна имат коски кај што пишувавме математика, бројките кај што пишувавме. За пишување за тогашно време немавме ни ова моливчиња, хемиски, други работи, калеми, имавме едни прајни од некој материјал и викавме крижалиња. И со ними пишувавме на таблите. А за бришење, ако грешиш нешто, имавме едно мало крпче и со него ќе пребришиш и онда пишеш друга таква што ќе ти се заде. И тоа беше нашето све што работевме. Да го сочува некој својот народен јазик и да го брани како светиња, значи да го почитува духот на своите прадедовци и сето она што тие го направиле за своето потомство, запишал нашиот Крстен Исирков. Но јас би додала дека уште поголема светост е да се почитуваат сите оние кои што се бореле за нашата слобода и за нашиот јазик. Затоа денеска се чувствувам посебно горда што сум овде заедно со овие неколкумина последни ученици од првите ученици кои што го слушнаа мајчиниот збор во првото училиште на македонски мајчин јазик. Посебно сум горда што сум ќерка на еден од тие први ученици, Методија Србиновски, и секако најпосле што сум првиот професор по македонски јазик и литература кој предава во Кичевската гимназија. Затоа, во име на таа моја гордост и во име на сеопштата почит на сите нас, кон создавачите на првото училиште на македонски јазик, јас денеска ќе ги прозивам учениците од првиот список што го направил учителот Василко Ристевски четвртокот 23 септември 1943 година. Тој список содржал 23 ученици од генерацијата 1932, 33 и 34. Со најголема почит ќе ги споменеме Милица Андоновска, Велимир Андоновски, Ѓурѓа Божиновска, Стамболе Божиновски, Радка Велјановска, Менка Гавриловска, Драган Гавриловски, Олгица Дамјановска, Драган Дамјановски, Лазар Дамјановски, Менка Димитриевска, Крстана Китановска, Борка Лазаревска, Левко Лазаревски, Лазар Наумовски, Благоја Павлевски, Витомир Поповски, Милорад Поповски, Благица Ристевска, Методија Србиновски, Драгица Томеска, Јован Томески и Иван Филиповски. Од овие први 23
ученици, останали денеска живи уште 11 мина. Ѓурѓа Божиновска, која денеска живее во Кичево, Стамболе Божиновски живее во Подвис, Менка Гавриловска во Скопје, Драган Гавриловски во Подвис, Драган Дамјановски во Подвис, Лазар Дамјановски во Кавадарци, Борка Лазареска во Кичево, Лазар Номовски во село Волково Скопско, Благоја Павлевски во Подвис, Благица Ристеска во Подвис и Методија Србиновски во Кичево. И највредното нешто што го имаме ние сега, токму во последната окупација од Втората светска војна, тоа е отворањето на првото училиште во Западна Македонија. Тоа училиште практично отвара сега нови димензии, бидејќи веднаш година потоа се создава и Автономска Македонија, ние веќе имаме законски регулативи, веќе создаваме држава, создаваме институции и се што е потребно на една таква нова, макар и нова држава, нели? Па и школството си има свое значење. Законот воведе што се вели, нели, во секое село македонско училиште, во секој град гимназија, се шири апсолутно, нели, тоа школство како мрежа во Македонија, дури со можност во едно поблагопријатно време да појдеме и во Пиринска Македонија, каде што наши представници исто така во македонски, по бугарски училишта на вистина, но на македонски наставен јазик се трудеа да ги осамостојат тие училишта и да станат практично македонски. И тука е нашиот универзитет, македонскиот универзитет, да го наречам прв по модерна линија, да го наречам втор по споредба со традицијата што е има Охридската наша школа. И овој универзитет сега е толку развиен, не е само еден, туку ги имаме неколку во Македонија, а на со македонска настава, на македонски јазик имаме практично и во Битола. Тоа се два универзитета, јас под поимот универзитет ги спојувам, нив се разбира, така што денеска на нашиот универзитет во целина имаме завршени, дипломирани кадри, кои што можеме да ги броиме со илјадници.